Драги приятели, одавна се немаме дружено, скоро 2 недели, преко видео порак или преко моje видео враќање. Одлучив вечера повторно тоа да го направам од многу причини. Бидејќи по првиот круг има видео враќање, јас сум укажал дека Црвенковски или Скопско цркво кумуваше на победата на Мицкоски. А после тоа реков дека исто беше, значи во тој текст имаше и натални карти на Македонија и за први и за вториот круг. Значи вчера што се одржа, јас сум кажал дека во вториот круг владата или СДСМ катастрофално ќе ги изгуби изборите, објаснив зошто. И сега повторно ви го објаснувам, значи мене опште не ми даде вечерва губењето на изборите на СДСМ катастрофално, како и оставката што е најави премиерот за менување, ако биде стварно така, Зоран Заев. Зошто не ми изненади? Ја уште тогаш кога постирав, значи пред одма веднаш по први круг кога видов какви смешни анализи дават, значи, кој ќе погледнете гласовите од првиот круг на ВМРО, тие се стандардните околу 30 гласа, 320, значи абстенира симпатизерите и гласачи и членовите на СДСМ. Веројатно тука и под, дали не може да се каже директива, али сугестија на пранешниот премиер и лидер на СДСМ Бранко Црвенковски. Моите анализи тогаш се покажа како точно во вториот круг СДСМ прв пат изгуби од СДСМ во Куманово. Поточно Црвенковски го победи неговиот пулен што го постави и аболицираше Зоран Заев во Куманово. Значи победи човекот на Црвенковски. Прво така имаше помош и од позицијата, од ВМРО да помани така натаму. Како што реков, мене уопште не ми изненади ова, ја го најавив, знаев дека ќе се случи вака, јас сум кажал дека дебакл ќе биде, во многу причини. Прво, би кажав, во многу текстови, јас сум воен аналитичар, со аналитика завршено, дипломирано Југословенски за здравенарство, но и попат ја истражував астрологијата и парапсихологијата. Значи, мене многу беше јасно кој видов и говорот на планите, дека ова ќе биде катастрофа. Зошто? Уште тогаш кажав дека на денот на изборите, денеска, имаше силен квадрат на Марс, а Македонија во познак Овен, со наталниот Сатурн кој ретровен, што кажува на губиток на или паѓање на вода. Фактички започна вечерва со најавата на премиерот. Тогаш видов дека, а иначе кој ќе погледнете, иначе Меркур воде со владата и Сонцето е на 8 степен, во конјунктива со Плутон, значи депресивно за владата, значи за влајачката партија која е поточно кажано. Значи ово што се случува е неминовно. И неминовно ја уште, затоа и реков, пред ово што го постирав, погледнете го внимателно, реков дека првата половина на ноември ќе биде опасна за безбедноста на премиерот Заев. Јас сум укажал во тоа видео дека он е пуштен из вода, уште мојот сигнал беше јасен дека неговите работодавци го исплатија во Вестланија, значи во Германија, кој му доделија трета разредна награда, што го рекле Србиве, за мир, слично што доби и покојниот Трајковски, затоа во многу текстови кажува дали се повторува историјата со Борис Рајковски. Но тука не може да се каже дека само премиерот Зоран Заев е пуштен из вода е пуштен и Али Ахмети, лидерот на ДУИ. Тешкиот пораз што го доживеа во Тетово не може да се оправда со ништо. Во Кичево победија благодарение на тоа што ја повика диаспората за помош, значи мала разлика беше, за малку пареше и Кичево да го изгубат. Значи, буквално ДУИ нема више каде пристаниште, Гостивар не го доби, Тетово не го доби, Чаир кој да си никаде постанар. Чаир е само општина во Скопје, значи не е град.
Арачинов исто така. Доби мали места. Гостира повторно го добија Алијансата. Единствено што доби од градовите тоа се, мислам, така да кажеме, поголеми Кичево, Црвен Рек рекол дека голем град, тоа е мало градче, што зборува дека и двајцата се пуштени низ вода и неминувани са предвидени парламентарни избори. Ева Зимовски уште кога давав изјава, поточно интервју за ТВ21, мислам дека беше, јасно кажа дека оваа година очекувам предвидени парламентарни избори, значи ова се на пат со поразот, големиот пораз на локалните, бидејќи знаеме дека владеното мнозинство е многу слабо, со 62 пратени как климова е, а по сите ќе сакат да се победниците. Например, ЛДП и на Трајанов партијата, кои се шетат со самоволна коалиција, ќе пристапат на новото мнозинство, ќе се формира нова влада, но таа влада не многу трае, месец до најмногу 3, за да може да организира таа влада нова и парламентарни избори на кои нормално ќе победи. Се знае кој организира, а плюс по овој пораз. Иначе, знаев дека не сакав намерно да пишувам ништо овие 2 недели од тоа моје видео, да не светам погрешно, али катастрофално се водеше кампања. Поразот на Шилигов беше предизвикан токму со извикувањето на потоците дека наводно, еве да кажеме, ја немам доказ за тоа и не верувам тоа што го видов, Данела, новата градоначалничка на Скопје, е жител или со на Бугарија, што се покажа неточно, бидејќи од самата Бугарија беше демонтирано. Иначе, не може да тврдам, бидејќи немам материјални докази, но тоа после дека премијат имам баш бугарско државјанство како за тоа, и самиот премиер, поранешен премиер Борисов, кажа дека неговото дете студира и дете студирале во Бугарија. Тоа е нормално. А Источна Македонија многу од нив од економска гледна точка земаат бугарски пасоши, тоа е факт. Особено Бугарија кога влезе во Европската унија, а и многу бизнеси премиерот има во Бугарија и нема логика да нема бугарски пасош. Така со свој камен се удираше по глава и тоа беа неразбирливи потези, буквално им правеше кампања на Данела Арсовска, која го доби изборите во Скопје, нормално помогнат со број други партии. Стана новиот градоначалник, значи прва жена градоначалник, тоа не е изненадување, но не е лошо примерот Зоран Заев да погледне минатото видео, кога јасно кажал дека првата половина од ноември постои голема опасност за неговата самобезбедност. Значи ви кажа, значи ова немино беше пораз поради и планетарни работи и многу други работи мене организи, али квадратот на Сонце и Сатурн уште минатото видео кажа дека во неполно време се одржа. Прво се одржа кога Меркур беше ретроен и мене уопште не ми изненадеја. Ја мислев дека ќе има 10 до 15 градоначалници во првиот круг и дека така ќе поведе во Морој. Пријатно ми, мислам изненаден кога видов дека има 22 и денеска како добро броев, а лидерот ни Мицкоски кажуваше, ми кажа 20, ево градот Скопје да не го речеме, тоа са 42 градоначалници, што не е малку. Сега само изгуби места каде што одеше во првиот круг, кој што е Пешчево, Кочани и многу други места. Куманово го изгуби. Мислам, Куманово не победи, во Морок победи, Црнковски го победи, буквално Зоран Заев во Куманово. Потврдно, СДСМ, Скопското крило го победи Струмичкото или остатокот на СДСМ. Мислам за во Куманово збора.
Инако, кој ќе се погледне на твалната карта на премиерот во заменување, Зоран Заев, многу пати сум рекол, неговиот час на раѓање не го знам, од тие причини му гледам само аспектите на планетите, а они не се баш најповолни. Многу пати им кажувам дека кај него има силна конјукција, значи во наталната карта на Марс, кој е на 16 и Сонцето на 14 степен, со они се квадрат со Сатурн, значи насилно доаѓање на власт и насилно заменување. Таа гледна точка не е исклучено да биде или видено или социцирано, главно насилно, значи нема природно, и самиот си даде отказ, најави повлекување или каже дека дава отказ, се повлекува од премиерската функција и од лидер на СОСМ, значи не е природно, не е по природен пат, не е, али нема на тоа да заврши, за жал. Мислам за него, бидејќи ако се погледне Сонцето е на 8 степен, а неговиот Марс е на 16, Сонце на 14, значи во првата половина, тамо некаде недела, ќе бидат во полусексил, Сонцето ќе му биде со натално Марс и натално Сонце, а после половината на ноември Марс, што значи треба да обрне големо внимание на безбедност, не е исклучено насилно заменување, ликвидација, не мора да биде со оружје, може да биде суицидирана. Но фактички, кој ќе се добро анализира, ја уште тогаш кажав, дека Зоран Заев пуштен из вода уште 2015, а сега со добивањето на награда во Весланија во Германија, тоа е званично, но забележав во последно време дека и Али Ахмети е лидерот на две пуштени из вода, така да нема више поддршката, а запад сега им повеќе потребно да се направи дестабилизација и во Македонија и во Србија, само се забави руското и кинеското влијание на Балканот. Не очекува интересен период, значи моите предвидени од нова година стоја на место, само тогаш и дадов совет најдобро предвремени парламентарни избори да се направат со локалните, да се заштеди. Премиерот ако ме послушаше тогаш, да го распуштеше парламентот, може би многу подобро ќе поминеше и на парламентарни и на локални. На вака, освен што му заврши политичката кариера, он треба да размисли за многу афери во кои е плетен, кој што е рекет и други, па и неговите роднини, бидејќи секој доаѓа на власт, доаѓа до освета како он што се светеше, и не верувам дека и овие нема да се светат. А знаеме дека судството секојаш работел бар на Балканот, па и кај нас, за оние што се на власт. Ќе има интересен период, промена на власта е неминовна, значи неминовни се преведени парламентарни избори, тоа дали ќе се случи прво со формирање ново парламентарно мнозинство или одма ќе се оди на парламентарни избори, треба да размислат кој е попаметен потек, но неминовни се превредени парламентарни избори. Драги пријатели, би ви посакал убава вечер, убав текова недела и убав текова месец. И треба едно да знаете, јако почнав да се занимавам со астрологија, многу се смеја. Астрологијата е некој страшно оружје. Има една поговорка, многу стара индиска, која вели еден астролог вреди како 100 слона, тоа е огромна војска, бидејќи знае кога треба да се повлекува, кога треба да се напаѓа. Значи, мене некој ако ме прашаше, ја не би му советувал овој период да ги праве изборите. Но многу работи, може да поменам пример 98 година на мене дојде на власт. Тогаш и Лјупчо и доста доаѓа на совети, коалициите измеѓу Ројал да ПР, а ја направи со ДЕА, тоа беше единствен довед на комбинација, но
Што не си го држа зборот татарчето, Јупчо, што иначе не е македонец. Тој е посвен, цело да го знае. И досад покојна, тоа е друга приказка. И од тогаш се тргнав. Мислам, никош не сум бил ни политика, не сум па имал партиска книжка. Но ви кажам, јас сум новинар аналитичар со диплома, значи не сум квази новинар, не сум кафански му обичаја, а благодарение тоа што истражувам астрологите и парапсихологите од 83-та, они ми помогаат само во моите анализи. Да не веќе имам повеќе, уште еднаш каде ви посека убава вечер, убав текова месец и убава недела. Македонијо, кај да си, полека сонцето изгрева и за тебе и за твојот народ.